И во 21-виот век работничките права во Македонија продолжуваат да се кршат во повеќе сегменти. Наместо напредок во некои области има дури и назадување на овие права, особено во делот на заштита и здравје при работа. Ова е ставот на невладиниот сектор кој што се занимава со оваа проблематика. Исто така и состојбата ситуацијата со правењето на автопатите, каде што со тука увидовме дека сакаат да ги зголемат работните часови на 60 работни часови, кои што навистина тоа е невозможно затоа што работниците може да се доведат до ризик, бидејќи тоа е градежен сектор, а знаеме дека градежниот сектор и земјоделскиот сектор во нашата земја се на првите места, каде што имаме смртни случаи. И поранешните синдикални лидери велат дека за жал во Македонија правата на работниците биле на далеку пониско ниво од минатото. Прво се крши законот за работно однос и однос на вработувањето, во однос на вработувањето на определено време, во однос на вработување со договор за дело кое што законот не го познава, а се експлоатира. Се кршат законот за прековремена работа, законот за заштита при работа и многу други прописи. И граѓаните признаваат дека нивните права како работници никој не ги штити. Не е само да му дадеш 20.000 колку што е основицата и готово задоволен е човекот. И затоа ќе почнат да увезуваат и странски луѓе од страна. И затоа бега народот од овде. Недоволно платен, недоволно навреме, нема осигурање, нема ништо и затоа бега сите. Недоволно платени, не заштитени при работа, нема слободни денови. Единствена шанса за промена на оваа состојба се гледа во недостигот на работната рака. И работодавачите ја сватија таа работа, настојуваат да ја поправат ситуацијата во смисла да тоа да ги подобрат работничките права во однос на платите, во однос на работното време, во однос на заштитата при работа. Граѓанскиот сектор повикува и на итно формирање на економско-социјални совети во општините. Социјалниот диалог треба да се воспостави на високо ниво, иако го има, но сепак тој е слаб затоа што е слаб поради тоа што во дел од општините немаат формирано економско-социјален совет. Синдикалното организирање пак се уште останува само желба во добар дел од компаниите кај нас.